Почитувана колешке Фаница, во вашиот говор многу ја исфаливте владата, особено во економскиот дел. Не знам зашто чувствувавте потреба токму заради во тој дел да фалите, нешто што е толку многу очигледно во нашата држава, само да излеземе од собранието и да влезете да одите на зелен пазар или во било која продавница, ќе видите дека инфлацијата веќе е над 20% и граѓаните и текако ја чувствуваат оваа способност на оваа влада. Рековте дека има мерки кои што обезбедуваат одржлив економски раст на државата. Ја навистина тие мерки не можам како пратеник да ги видам. Цел месец помина, мерките ги нема во собрание, ги нема, не можеме да ги видиме. Месец дена помина од како премиерот ги најави и апелира да не бидат блокирани, секако дека нема да бидат блокирани. Но за каков економски раст зборувате, кога имаме 7,3 милиарди евра долг, веќе не сме ликвидни како држава, веќе многу тешко и кредити можат да ни даваат, и ако мене не ми верувате, тогаш јас еве ќе ви посочам, прочитајте Светска банка што вели денеска, дека Македонија се соочува со највисоката инфлација досега и дека Светска банка дека се потребни реформи и минатиот месец, кога при презентација на извештајот на некој си извештај кажале дека Република Македонија и текако тоне во сиромаштија. Значи, од над 18% на граѓаните во Република Македонија живеат во тешка сиромаштија. Оваа економска криза, сега ќе ги направи, не знам колку ќе го направи процентот, ќе видиме на крајот на месецот, предпоставувам дека статистика ќе излезе со податоци. Синдикалната кошничка за минатиот месец, знаете колку е? Над 50.000 денари. Значи, тонеме во сиромаштија, а вие ја фалите економската моќ, односно способност на оваа влада која што сите ја гледаат. И јас навистина не знам како Ристо Пенов би бил додадена вредност. Каде би бил? Прв тест негов ќе биде да видиме дали предлог одлуката која што е за пренамена на буџетските средства, каде што се кратат пари за локалните самоуправи, дали таа грешка под наводници ќе биде исправена од негова страна, бидејќи го фалите како многу успешен политичар. Да видиме дали таа грешка ќе ја исправи. Благодарам. Контрареплика Фаница Николовска. Повелете.